ова издание на Newsflash ке гледате. Американскиот председател Џо Бајден за Горбачов беше човек со извонредна визија кој работеше на демократските вредности. Микроелектрониката од западните земји клучни компоненти за руските системи за оружје. Парадоксот на Струга, град на вода без услови за негување таленти во пливање и водени спортови. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Михаил Горбачов, кој ја заврши студената војна без крвопролебање, но не успеа да го спречи распадот на Советскиот сојуз, почина во вторникот на 91 годишна возраст. Американскиот претседател Џо Бајден во изјава доцна во вторникот рече дека Горбачов беше човек со извонредна визија. Еве што друго каже Бајден. Како лидер, тој работеше со председателот Реган за да ги намали нуклеарните арсенали на нашите две земји, на олеснување на луѓето ширум светот кои се молат за крај на трката за нуклеарно вооружување, рече Бајден. После децении брутална политичка репресија, тој ги прифати демократските реформи. Тој веруваше во отвореност и преструктурирање, не како обични слогани, туку како пат напред за народот на Советскиот сојуз по толку години изолација и пишување, додаде Бајден. Рускиот председател Владимир Путин изрази најдлабоко сочувство, соопшти рускиот портпарол. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш изјави дека е длабоко тажен што дознал за смртта на Михаил Горбачов, опишувајќи го како уникатен државник кој го променил текот на историјата. Поранешниот американски државен секретар Џејмс Бејкер рече дека историјата ќе го памети Михаил Горбачов како джин која насочил својата голема нација кон демократија. Дипломатските напори на Горбачов му донесоа Нобелова награда за мир и трајно непријателство на милиони руси, огорчено поради хаосот предизвикан од распадот на најголемата земја во светот. Во 89-та година тој ја заврши Советската војна во Авганистан, започната 10 години порано под Леонид Брежњеев. А кога веќе сме на тема Русија, САД, микроелектрониката направена од компании во САД и нивните сојузници се клучни компоненти на руските системи за оружје, според истрагата на Британскиот кралски институт за обединети услуги. Хенри Риџвел известува од Токио, еден од главните извори на микроелектрониката во светот. Украина соопшти дека Русија истрелала повеќе од 3650 проектили и ракети на нејзина територија во првите 5 месеци од војната. Повеќето од оружјето е многу зависно од западните микроелектронски технологии, вели авторот на извештајот на Кралскиот институт или Руси, кој побарал од гласот на Америка да не му се покажува ликот од безбедносни причини. Не изгледа како да имаат способност да репродуцираат, барем не на исто ниво на софтифицираност и во тој обем како многу од овие критички микроелектроники. Тоа се оние кои би биле апсолутно неопходни за, например, прецизно наведувана муниција. Тоа ја вклучува руската крстосувачка ракета Искандер 9М727, едно од најнапредните оружја. Истражувачите на Руси успеа да повратат некои проектили на терен во Украина и да ја проверат микроелектрониката внатре. Нашла компоненти од западен извор, вклучувајќи процесори за дигитален сигнал, модули за флеш меморија, статички RAM модули и етернет кабли кои потекнуваат од американски, холандски и германски компании. Руските крстосувачки ракети KX-101, од кои некои го таргетирале украинскиот главен град Киев, содржале 31 странска компонента. Тие се прилично прозаични, може да се најдат во секаков вид на електрониката, микробранови печки, машини за садови и слично. Таквата микроелектроника беше слободно достапна за Русија пред незината инвазија на Украина. Сепак, Русија исто така идентификуваше најмалку 81 компонента класифицирани како за двојна употреба и подлежат на контроли за извоз на САД. Тие вклучуваат микрочип со високи перформанси, пронеден во рачен навигацијски систем што го користат руските специјални сили за да ги проценат координатите за прецизна артилерија и воздушни напади. Јапонија беше вториот најголем снабдувач по САД.
Многу од микроелектрониката пронајдена во оружјето беа стари со децении, а по руската инвазија на Украина во февруари, многу држави го забранија извозот на такви компоненти во Русија. Москва долго време користи сложени методи за набавка на технологија, вели Сомервил. Тоа е преку употреба на голем број лажни компании кои на површина се чини дека се легитимни, во реалноста се поврзани со големи руски компании. САД и нивните сојузници воведоа санкции за руските производители на оружје и компаниите кои ги снабдуваат со компоненти. Санкциите може да ги зголемат трошоците за Русија за купување на оваа конкретна микроелектроника. Авторите на извештајот велат дека Русија сега се обидува да набави микроелектроника на големо, а незината војска може трајно да биде ослабена доколку се прекине снабдувањето. Поради најмањето услови, многу таленти во спортови на вода, како што се пливање и ватерполо во струга, остануваат недокажани. Затворениот пливачки базен, каде во минатото се одржувале бројни домашни и меѓународни настани, не е во употреба. Поради ова, стружани бараат негова санација. Мики Трајковски беше во Струга. Со завршувањето на летниот распуст завршува и пливањето за стотина струшки таленти, кај кои желбата за успех во овој спорт најчесто завршува на лето. Затворениот пливачки базен во Струга со години е надвор од функција и руиниран, па само мал дел од најупорните тренинзите ги продолжуваат во некои од малите хотелски базени. Од 7 јуни сме во вода. Значи, за жал неавме други услови, па моравме од 7 јуни во вода да почнеме, во езера. Условите што ги добиваме се прескапи, значи за да си дозволи некој родител да плати за едно дете базен, тоа се големи суми. Огромни суми што мислам дека не може секој родител да ги одвои за детето да продолжи за преку зима на пливање. Само низ пливачката школа на Котановски летово поминаа повеќе од 300 деца. Ја имам 8 години. Најдобар триатлонец сум од малите деца и како најбо ми е да го вежбам цело време пливање и трчање и точак. Најдобра дисциплина ја пливам делфин. Дека немаме толку услови за пливање, повеќето тренираме вазење и трчање. Стружани вела дека е потребна поголема институционална грижа и поддршка за овие деца. Пред 50 години имаше, а сега нема. Тоа е нешто само жално и трагично. Тоа е многу жално. Имавме до пред 10-15 години можда. Стана руина. Внуцето ми тренираат после со пливање од почетокот на летово, па доста има напреднато. Струга од секогаш била расадник на спортисти во повеќе спортови на вода, такви се веслачите и кајакарите. Веслачкиот клуб Црн Дрим е најстариот во земјава и постои од 1933 година. Учесници се на меѓународни регати, регати на државно ниво, европски и светски првенства, а добитници се и на бројни награди. Условите не се нај. Некои можности ни се скратени, за да се одржуваат и да се постигнуваат повисоки резултати, потребни ни се подобри услови. Успеваме да се држиме, ама се држиме со многу труд. Целосно забранено и ватерполото. Летово група влюбеници во овој спорт со цел да ги оживеат сеќавањата одиграа ревијален надпревар со ватерполисти од Скопје во водата на реката Црни Дрим. И после сега ние првиот пат убаво беше дај да размислуваме нешто да направиме за година некој турнир, да ги обтегниме головите, појче голови да има, појче терен, да имат екипи од различни земји и да е баш како што треба еден евент што би трајал на пример една недела и да ја пополни туристичката атракција или сезона. Надежите се дека за брзо време ќе биде завршена обновата и на затворениот базен која е во тек. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Како Струга нема друга. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам убав ден. Пријатно.